Се враќаме во студиото, го најавуваме новото линковско вклучување. Благојчо Костадинов е во општина Центар. Инспекторите изрекле околу 200 казни за нарушен комунален ред. Благојчо, добро утро и повели на оваа тема со соговорникот, представникот на општина Центар. Изминатата година инспекцијските служби излегуваа на терен од општина Центар, односно одделот за инспекцијски надзори. Имаа напишано негдека повеќе од 190 казни. На оваа тема разговараме со нашиот соговорник, представник од општинскиот инспекцијски надзор. Добро утро, ви благодарам што гостувате во Македонија наутро. Најпрвен, како помина годината, колку казни се испишаа? Добро утро, најпрвен поздрав до вашите гледачи. Секторот за инспекцијски работи изминатиот период имаше полни рад за работа. Како што кажавте, го зголемивме скоро за дупло и бројот на напишани казни и бројот на изречени предмети. Планираме со исто темпо да продолжиме и оваа година. Така, колку прекршоци се напишани, каква е постапката понатаму откако ќе се утврди дека е направено прекршок за нарушување на комуналниот ред? Така, има изречено, односно поднесено барање за поведување прекршочна постапка, отприлика околу 200 барања за поведување прекршочни поставки. Инспекторатот, односно инспекторите, поведуваат постапка, односно барање за поведување прекршочна постапка, а судиите, односно судот е тој што ја изрекува глобата и висината на глобата. Така, да зборуваме за казни, од прилика колку се движат, од колку е најниската казна до највисоката, како иде интервалот? Така е, најниската казна што изречена ја изрекуваат комуналните редари, таа изнесува 40 евра, додека највисоката казна што изрековме изнесува 13.000 евра. Значи, казните се поделени во зависност по кој закон се постапува и врз основа на тоа се пропишани казните во законите по кои постапуваат инспекторите. Така, какви се плановите на вашиот оддел за годинава што следува? Дали ќе има поинтензивни контроли на територијата на Центар? Секако. Изминатиот период општина Центар, конкретно градежната инспекција, постапи по неколку предмети согласно буџетот што го има за отстранување на диво изградени објекти. Беа отстранети неколку објекти, како што се диво изградени објекти, како што се тераси од кафе барови, беа отстранети. Планираме со исто темпо да продолжиме понатака и мора да имаме ред. Општина Центар е општина Центар и таа треба да биде како што треба. Така, спомнавте изградба на тераси, за да се догради некоја тераса, односно балконот да се догради. Дали е потребно да се добие согласност и од ваша страна или од општината? Не, секторот од општината, секторот за урбанизам ги спроведува тие постапки, ние ја контролираме издаденото одобрение. Во однос на терасите се плаќа комунална такса, односно секој што сака да користи јавен простор треба да има одобрение за користење на јавниот простор и да се ја плати комуналната такса што е пропишана со закон. Така, јас ви благодарам што одвоивте време да го направиме овој разговор. Оно што можеме да порачаме до жителите на територијата на општина Центар е да ги почитуваат законските регулативи, па за сите е добро, бидејќи доколку не се почитува комуналниот ред, доаѓа и до аерозагадувања. Знаеме дека во главниот град квалитетот на воздухот не е така на завидно ниво. Бранко? Благодариме. Тоа беше Благојчо Костадинов, кој што се јави од општина Центар на тема казни за нарушен комунален ред. Слушнавме од соговорникот на Благојчо какви се казни се изречени и колку.